Доблесен и логичен потег е повикот на премиерот Христијан Мицкоски за обединување во заштита на македонските национални интереси и идентитет, но според познавачите и повеќе од очекувано е што лидерот на СДСМ Венко Филипче одбива поставување на црвени линии и продолжува да уценува суставни измени по желба на Бугарија и тоа веднаш. Новинарот Бранко Геровски за Алфа вели дека позициите на социјалдемократите се познати од поодамна, а Филипче само покажувал дека игра по нотите на својот близок пријател Зоран Заев. Овој СДСМ на чело со Венко Филипче, всушност на чело со Зоран Заев, лидерот во Сенка, дефинитивно стои на истите позиции на кои стои веќе 5 години. Народот знае, луѓето знаат дека тоа се позиции живковистички, тоа се позиции договорени со Бојко, Љубов и Борисов. Филипче кажа дека не гледа било какво обединување доколку не се прифатило барањето на СДСМ за внесување на бугарите во уставот веднаш. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека на државата е потребен надпартиски договор околу заеднички црвени линии, а секој што одбива такво нешто покажува неконструктивност. Било кој потек кој ќе направи некакви заеднички црвени линии или ќе направи некаков заеднички план околу иднината, па вклучително и евроинтеграциите, не може да биде лош. Мислам дека тоа е токму тоа што ни недостасува. Мислам дека е неопходно партиите да најдат некаков надпартиски консензус и некаков надпартиски план, вклучително и за црвените линии. Мислам дека секој кој го одбива тоа ризикува да изгледа како неконструктивен. Геровски се чуди на зборовите на Филипче дека никаде не гледал негирање на македонскиот идентитет. Според него СДСМ во минатото веќе ги срушила позициите на Македонија. И тоа во една прилика Зоран Заев го кажа јавно дека ние и бугарите сме същ народ. Така го кажа директно. Така што убедувањата на Венко Филипче дека никој не негира дека процесот пристапен кон Европската унија ќе биде без никакви условија така натаму, се убедување на кого никого всушност и не можат да го убедат во основа. СДСМ во партнерство со ДУИ прифатија се што Бугарија побара. Прво беше потпишан договорот за добрососедство, потоа го прифатија и францускиот предлог со кој се согласија на уставните измени, дополнително и билатералните протоколи со кои се негира македонскиот идентитет, како и многу други отстапки кон официјална Софија, кои станаа услов на европскиот пат на Македонија.